Денес ќе ви зборувам за депресијата. Со оглед на тоа дека депресијата е честа причина поради која се јавуваат клиентите за психотерапија кај мене, мислам дека е важно да ги научите и да ги препознавате симптомите на депресија. Значи, пред да почнам со симптомите, добро и да објаснам како настанува депресијата. Депресијата најчесто е поврзана со некој вид на загуба. Тоа може да биде загуба на некоја драга личност поради смрт или поради заминување во странство, преселба во друг град, но може да биде и едноставно поради прекинување на комуникацијата со значајна личност за нас. Исто така може да биде загуба на некои шанси и прилики кои биле значајни за нас, загуба на работно место и така натаму. Значи, кога се јавува тоа депресивно чувство, има едно чувство на безвредност, како да не сте доволно добар поради загубата, без она што сме го изгубиле. Депресивното чувство се јавува кога човекот ќе процени дека за него, таков каков што е, ќе биде многу тешко да продолжи да живее без она што го изгубил и дека не може никој ништо да направи во врска со тоа, дека тоа не може да се смени. Тоа е како една безизгледна состојба. Главните два симптоми на депресијата тоа се депресивното расположение и намален интерес за активности. Овие два симптоми се најважни при проценката на депресијата и поставување на дијагноза. Депресивното расположение значи дека човекот некако се чувствува празно од внатре и другите околу него го забележуваат тоа. Тоа буквално личи на тага, но има голема разлика меѓу тагата и депресијата. Тоа е налик на некое чувство на исцрпеност, ама континуирана, постојана. Вториот симптом, кој е најзначаен за поставување на оваа дијагноза, е намалениот интерес за активности. Тука може да биде намален интерес генерално за било каква активност или пак намален интерес за оние активности кои ни причинувале задоволство, кои сме сакале да ги правиме. Со губењето на интересот за овие активности се јавува едно чувство на безнадежност, на беспомошност. Човекот веќе некако чувствува дека нема смисла тоа да го прави. Например, ако некој сакал често да пешачи, да оди на прошетка сам или пак заедно со некој пријател, некако како да веќе тоа да нема смисла. Се јавува едно чувство на безнадежност, чувство дека никој не може да му помогне да излезе од таа ситуација. Третиот симптом е промена во тежината. Може да се јави намалување, значајно намалување или значајно зголемување на тежината, а тоа да не е поврзано со воведување на некој режим на исхрана. Четвртиот симптом е промени во спиењето. Овде поточно се мисли на инсомнија и хиперсомнија. Инсомнијата значи дека има потешкоти човекот со заспивање, многу тешко заспива, се измачува долго време до доцна во ноќта и тешко заспива и дури кога ќе заспие, сонот е испрекинат и кратко трае. А хиперсомнијата се однесува на прекумерната потреба од сон, каде што дури и по 8 часа континуирано спиење, кога ќе се разбуди човекот, дури има потреба дополнително уште да спие. Многу е важно овде да се објасни дека ова е само еден од симптомите и доколку нема барем 4 од овие симптоми, јас кои ги набројувам, не мора да значи дека станува збор за депресија. Значи, ако имате проблеми со спиењето, не значи дека сте и во депресија. Петиот симптом е моторна агитација. Што тоа значи? Тоа е еден вид на психомоторна вознемиреност на мускулите на телото. Значи, тоа може да резултира со некои безволни движења, значи неволни движења како агитација која се однесува на некој вид на така притискање во мускулите, некоја вознемиреност во телото. Исто така може да се јави и психомоторна ретардација, тоа значи забавеност на движењата, успореност, едноставно телесна успореност. Шестиот симптом е чувство на замор и губиток на енергија.
Овој замор е специфичен за депресијата и тој наликува повеќе на оној замор како кога ги чувствуваме првите симптоми на грип, значи она предгрипозна состојба. Значи нема врска грипот со депресијата, но таа предгрипозна состојба е многу слична на она што го чувствува човекот кога е во депресија и ова трае континуирано. Ова не значи дека го споредувам грипот со депресија, туку само овој симптом личи на таа предгрипозна состојба. Следниот симптом на депресија е чувството на безвредност или несоодветно чувство на вина. Тоа е она што го зборував на почетокот за тоа како настанува депресијата. Најчесто човекот нема сам да каже јас сум во депресија или се чувствувам безвредно или нешто слично. Не, но некаде во неговата подсвест има некои пораки кои се повторуваат и кои најчесто му велат дека не е добар и дека не вреди за ништо. Кај секого овие пораки се различни и тоа се оние пораки кои сами на себе си ги упатуваме, кои сме ги научиле веројатно попатно во детството или како сме растеле и тие пораки најчесто укажуваат, самите си ги велиме на себе, не значи дека е тоа вистина, но пораките се такви дека не сме доволно вредни. Што се однесува до несоодветното чувство на вина, тоа се случува кога човекот ја превзема вината за работи за кои не е виновен, ниту пак има некаква одговорност во врска со нив. Следниот симптом е намален процес на внимание и на концентрација. Овде посебно би сакала да нагласам дека се работи за негативно пристрасно внимание. Значи, тоа значи дека човекот главно е насочен да ги забележува оние негативни и непријатни случувања. Например, ако направи некоја работа и ја представи пред десетина луѓе или повеќе, 10 од луѓето ќе кажат дека ова е супер, добро е, ама еден можеби ќе каже дека ова и она може да биде подобро, не беше баш добро, ама другото е окей. Човекот што е во депресија веројатно ќе се залепи токму за тој коментар дека нешто не е во ред, дека може подобро, дека ова не е добро и може да оди дури до степен да го игнорира сето друго, значи оние останати десетина што кажува дека се е во ред. Многу е важно овде да напоменам дека при терапија на депресијата потребно е да се примени техника на пренасочување на вниманието. Значи човекот да ги види и оние позитивни работи кои ги има, не само негативните, значи и позитивните и негативните. Да не се оди во она крајност да го гледа само позитивното, бидејќи така би имал само дел од сликата, од реалната слика. Туку да ја има целосната слика, да ги гледа и негативните и позитивните страни. Оваа техника на пренасочување на вниманието денес често се злоупотребува и луѓето сакаат да ги гледаат само позитивните страни, но тоа не е добро, ја немаат целата она реална слика. Последниот симптом на депресијата е размислување за смртта и обид за самоубиство. Многу е важно овде да напоменам дека има некои предрасуди во однос на луѓето кои имаат суицидални идеи. Например, ако тој вели дека ќе се самоубие, најверојатно нема да го направи тоа, но тоа не е точно. Тоа е токму спротивното. Ако некој ви зборува за тоа дека размислува за смртта и дека размислува да се самоубие, тоа е голем повик за помош и треба сериозно да се свати. Исто така, друга предрасуда е дека ако му збориме на човекот за неговата идеја за самоубиство, ако го продолжуваме разговорот, можеби ќе го мотивираме за тоа и тоа не е точно, бидејќи токму е спротивното, токму на тој човек му е потребен разговор и помош. И за крај, сакам да направам разлика помеѓу тагата и депресијата. Многу често овие два термини се изедначуваат, иако има голема разлика и луѓето имаат впечаток дека ако тагуваат, дека нивната тага ќе премине во депресија, а тоа не е точно. Функцијата на тагата е всушност разврзување од она што сме го изгубиле.
на некој начин функцијата на тагата е всушност самото тагување. Тоа значи да можеме да се повлечеме во текот на денот, да имаме простор за себе, ако имаме потреба да се исплачеме, да тагуваме, да се присетуваме на оно што сме го изгубиле или на оној што сме го изгубиле. И поентата на тоа тагување е да не доведе до нашиот вредносен систем. Значи, во тие моменти, нашето тело всушност бара простор за себе и ние имаме време и простор да размислуваме за тоа што сме го изгубиле. Значи, да процениме што е она што сме го ценеле кај таа личност или кај тоа што сме го изгубиле, а што е она што не сме го ценеле. И на тој начин ние го кристализираме нашиот вредносен систем и некако емоционално се одврзуваме од она што сме го загубиле, а со тоа оставаме простор за понатаму да можеме повторно да се врземе за нова личност или за ново нешто. Значи, тагата и депресијата се различни. Основна разлика помеѓу нив е чувството на презир. Само презир. Значи, човекот кој пати од депресија, тој себе си се презира. Тоа кај тагувањето не се случува. Ние не се презираме себе си кога тагуваме, а оној кој е депресивен, тој ќе мисли воглавном најлошо за себе. Значи, се презира и се смета за невреден, дека не вреди воопшто и да живее. Уште една важна разлика помеѓу тагата и депресијата, тоа е дека тагата се јавува во бранови и интервали. Ние можеме денес да тагуваме можеби 2-3 часа и повеќе, ќе се исплачеме, ќе може и да зборуваме за тоа, но после тоа некако ние полесно се чувствуваме подобро и можеби пак ќе го повториме и утре и задутре истото, но има периоди. Тоа не е случај кај депресијата. Кај депресијата тоа е континуирано. Значи, на некој начин таа е многу сурова и представува една силна афективна состојба која е постојана, континуирана. Поголеми се шансите дека анксиозноста ќе премине во депресија, отколку тагувањето да премине во депресија. А зошто анксиозноста? Затоа што анксиозноста представува сомнеш во своите способности и истовремено верување во способностите на другите. А кај депресијата сомневањето и во себе и во светот околу нас. Ајде заедно да ја победиме депресијата. Јавете се и закажете сеанса во Центарот Увид.